со тема девијантни општествени појави, се раѓаме со или ги стекнуваме овие карактеристики. За ова утрово зборуваме со доктор Крсте Маљановски, кој е стручњак за кривично право и криминологија. Добро утро, Маљановски. И на почетокот прашањето во насловот. Дали се раѓаме со или ги стекнуваме карактеристиките за девијантните појави кои што не се случуваат во општеството? Добро утро на вас и вашите гледачи. Прашањето е наистина соодветно за темата за која што разговараме. Во криминологијата постои една категорија, пошто кога зборувам категорија, меѓутоа нема друг начин да се каже дека со раѓањето некои поедини луѓе, деца, носат гени на наследство. За да се активираат тие гени, нас ти требаат тригери. Значи, ретки се, да, отприлика по статистиката зборува 1 на 10.000 до 2 деца се раѓаат како, да ги кажеме, насилници. Кои се причините што во себе носат вакви карактеристики? Да. Најновите светски истражувања, ќе го цитирам едно истражување од исклучително познатите Джилијан и Джеймс, на елитни амерички универзитети, затоа што дефинитивно масовните убиства најповеќе што сме имале во минатото биле во Америка. Се дека епохални се истражувањата, делото е објавено, резултатот од истражувања скоро, 2021 година, дека постојат неколку фактори, многу битни фактори, кои се во рамките на семејството. Тие тригери на погодни личности, овие што ги спомнавме, кои носат веројатно психопатски и социопатски патолошки карактеристики на личноста, се првенствено во склоп на некое, да го кажеме, дисфункционално семејство, заради тоа што сето она што порано се друго се обвинуваше, меѓутоа не и семејството, сега фактички е фокусот на интерес. Тоа се семејното наследство, самоубиствата во рамки на семејството на близок човек, исклучително тешките малтретирања, физички и психички сите од страна на родителите, и четвртото се сексуалните напади во рамки на семејството. Го споменувате семејството. Во минатото семејните вредности беа врвот на општественото живење, барем она што ние го познаваме, ние неколку генерации кои што сме на преминот од едно време во друго време. Во денешно време многу малку внимание се посветува на основните семејни вредности, како што е почита, како што е односот кон повозрастните, односот кон заедницата, односот на децата меѓу себе. Каде лежи проблемот за рушењето на овие, ќе си дозволам да кажам, нормални човечки вредности? Знаете што, како да ја подзабораваме одговорноста на семејството, одговорност на родителство, што е исклучително битно. Ние сите можеме да бидеме родители. Меѓутоа, биолошки. Фактички сите. Меѓутоа, за да се чува, одгледува, воспитува едно детеце, едно мало суштество од најмала возраст, е многу тешко. Навистина е тешко и одговорно. Семејството, како основна клетка на секој општество, и родителите мора дополнително да се едуцираат. Не е семејство, не е исто она што беше пред 20 или 10, па дури и 5 години, што се ни се случува во оваа изворедно брза револуција на информатичката технологија. Ние не успеавме и не сме во можност, веројатно, за да се доближиме до децата. Тој јаз помеѓу родителите, независно колку се возрастни, далеко е полошо постари, а помладите пак некако владеат со оваа технологија. Тоа се навистина чекори кои се со молскавична брзина се развиваат. Социјалните мрежи, интернетот, пред 20 години скоро и да го немавме. Сега тоа не се случува. Родителите многу малку веројатно се разговараат со децата. Топлината во односите, како да ја изгубивме.
Сметаме дека некој друг треба да не ги воспитува и за жал, навистина за жал, тоа се случува во социјалните мрежи. Тоа е навистина една причина која што би требало да длабоко размислиме за сето оно што не се случува во ситуацијата. За среќа, можеби е тоа да ние вакви масовни самоубиства во нашата држава скоро и немаме. Меѓутоа, има една теорија на скршен прозор, односно една домино теорија. Вие ако на една зграда видите скршен прозор, ако не го поправите, тој по некоја логика ќе почнат и другите да се поправат. Велите ако не го поправите, макар и да не е наш, треба да се поправи. Тука доаѓа моментот за прашањето за образовниот систем, за нашите образовни установи. Дали училиштата се исти денес и во минатото? Дали педагошко психолошкиот пристап е идентичен на наставниците во денешно време? Не сакаме да навредиме никого, не сакаме да обвиниме некого, меѓутоа дали пристапот е идентичен како во минатото? Лично мислам дека педагошко-психолошките служби се малку. Јас само еден податок исто ќе ви кажам. После завршување при крајот на ковид кризата во светот, во Америка, со одлука на Сенатот беше одлучено да 40.000 психолози бидат примени за последиците од ковидот, зборуваме, а камо и за ваквите настави. Значи да се зајакнат овие служби. Недостасува по мене комуникацијата и заедничко делување меѓу родителите, семејството и овие служби. Кај нас, ако некој од професорите, а сигурно ги има, телефонира или се јави на родителот да му каже дека со детето нешто не е во ред, навистина ментално другачие се реагира. Зашто ме викате или зашто ми го испраќате детето на психолог или зашто милион прашања има, дури и напади на професорите. Воспитниот аспект на образование како да е ставен по страна. Се инсистира на образовниот аспект. Ние како да полека го напуштаме. Да не дозволиме да тој воспитен аспект биде анулиран. Кога велиме образовните институции, не мислиме на личностите, на наставниците и професорите, туку на целиот систем во кој што функционираат тие, затоа што се сепак само луѓе и сепак и наставниците се подложни, како што кажавте, на разни притисоци од страна на родителите, кои што едноставно во обидот нивното дете да биде што по-добро представено или по-битно во заедницата, едноставно забораваат дека децата се само деца и дека човекот учи додека е жив и дека децата на таа мала возраст им треба многу внимание, па дури понекогаш и да бидат укорени, да бидат искарани од страна на педагозите и психолозите. Сега, колку моментот што децата се оставени сами на себе, во наводници, и дома и на училиште, придонесува за полесно развивање и испливување на оние девијантни во себе што ги носиме карактеристики? Да, многу. Знаете, јас само еден пример ќе ви кажам од пракса, што мене ми се случува. Значи, после еден релативно добар развод, да кажеме, лесен развод, иако не постои, после 6-7 месеци доаѓа мајката и сакаше да поразговара со психолог, и пошто тоа и го работам цел живот, ми кажува дека нешто чудно и се случува со малата. Се затвара во својата соба, не дозволува да она влезе и така. И сугерирав да отиде до дома и да, без знаење на ќерката, да влезе во нејзината соба и да пробуричка да види што се случува. Знаете што беше најинтересно од целата ситуација? Да после отприлика саат време ми дојде со една кутија во која имаше психотропни супстанции. Што е уште потрагично. Жената работеше во НТШ. Помислите, жена која го гони тој криминал, нејзин дома и се случува. Не приметила дека нејзиното дете нешто се случува. Од тие причини инсистираме како на обука на родителството е, пак велам, исклучително важно. Родителите перманентно треба да се обучуваат.
па дури и од информатичката технологија. Како може да влезат не насилно, не на секој начин, на еден топол начин, да го контролираат оно што нашите деца го гледаат. Заради тоа што навистина постојат најразлични содржини. Содржини што можат да подстрекнат за вакви дела, што сметам дека се врв на еден криминал што може да постои. А дали постои некаков заеднички елемент за сите видови на луѓе кои што би тргнале, би посегнале по тој живот? Дали постои некаква рамка во која се тие ставени или тоа се различни? Да, тоа се, како што спомена, тоа се неверојатно, тоа сигурно се психопатолошки особини. Психопатијата е апсолутно. Многу ми е тешко да го кажам тоа. Така е, да, меѓутоа тоа е тоа, знаете што. Таква, да. Знаете да одлучите да убиете, тоа е еден чин фактички на самоубиство. Заради тоа што во ова истражување многу е сликовито направено. Колегите криминолози од Америка разговарале само со 5 живи сторители на масовни самоубиства. Од над 170-180 случаи. Они се свесни дека ќе бидат убиени. Свесни се дека ќе убиени. Кои се причините? Причините се, тие случувања во нивното рано детство, дури и негде имаме и истакнување на личноста, популарноста или така што тоа се вредности во кои сега се најценети да ги кажеме во општеството што сме и што не обкружуваат. Како да ги спречиме? Дефинитивно постои еден од методите е да што е можно помалку биде достапно оружјето. Имаме случајот во Северна Ирска ми се чини, каде што после едно вакво масивно убиство беше забрането држање, чување и носење на приватно оружје. Се знае кој би требало да биде, кој да има оружје во поседување. Дури и англиските боби не се со оружје на оружје. Со полицајците во. Втора работа, тој тригер, семејствата колку што може би требало да бидат обучени за односите со нивните деца. Сите деца се различни, да се разбереме. Сите деца различно ги прифаќаат информациите од страна, така да би требало на тој начин да постапуваат. Семејството, училиштето. Доаѓаме до третиот сегмент кој што е не во наводници, туку одговорен за она што се случува во општеството, а тоа е репресивниот апарат со кој што располага државата, тоа е полицијата и структурите кои што треба да се грижат за бројот на оружјето, на парчињата, нели популарно кажано, што циркулираат меѓу народот, до кого стигнува оружјето, кој како и на кој начин може да раководи со него. Гледаме дека родител носел малолетно дете од 13 години на стрелиште да вежба пукање. Што размислувал, кон што ќе доведе тоа, зашто учи тоа дете да пука. Значи, доаѓаме до третиот сегмент за кој што би сакал да зборуваме, тоа е, ќе ја кажеме гласно и јасно, полицијата. Колку полицијата треба да влијае на појавата и сузбивањето на ваквите, односно на превенцијата за ваквите појави? Основната улога на полицијата е да ги спречи и да ги открие сите кривични дела, па и овие. Верувајте ми, статистиката го зборува следното. Јас не знам колкава е точната бројка на луѓе кои имаат дозволи за поседување и носење оружје во Македонија. Меѓутоа, секогаш таа бројка, отприлика, не сум сигурен, отприлика 300 до 400.000, мислам дека негде, така се шпекулираше во јавноста, се множи со 3. FBI вели 5, значи пута 5 повеќе има нелегално оружје, така да тие бројки би требало на секој начин, колку што е можно да се смалат. Лично, ако мене ме прашате, навистина се знае кој би требало да има оружје. Тоа е полицијата, тоа се војската, тоа се овластените лица. Зошто му треба на некој дома оружје? Од што ќе се брани или зошто треба да се брани? Треба да дигне едноставно телефонот и да повика помош и полиција. Затоа што пиштолот се знае која му е функцијата. Значи, да поврели или да убие човек.
Сметам дека кога ќе ги видам сцените на тотално облечени полицајци со панцири и со све во училишта, одела страшна гледа. Влева стравка и луѓето кај децата, прво децата кога ќе видат човек со оружје и со панцир подготвен да се брани од нешто, нема да им се оди на училиште. Тоа е нешто што, знаете што државата се обидува да ги заштити, меѓутоа самото тоа предизвикува... Колку е пограндиозен полицајецот, колку е пограндиозно опремен, толку децата претпоставуваат дека и заканата е поголема. Да, во секој случај, ако видиме надвор полицајци, значи нешто се случува тука. Јас се сеќавам во наше време, кога ќе видевме полицаец со шлем, па не фаќаше паника, затоа што одеат со едни, ќе кажам, смешни, меѓутоа убави, многу симпатични капчиња, дури не носеа сите ни оружје. Сега е сосема спротивно. Да, очигледно, заради тоа што дефинитивно тие панцири зашто служат, да се одбранат. Значи постои можност за напад врз нив и за све. Меѓутоа, знаете, тргнувајќи на школа, самите ние родители можеме многу да превенираме. Па со сабото гушкање, да провериме колку ти е тачната голема, да видиме што отприлика носи. Не можете тие овластувања, тие ги нема полицајецот да влегува да отвара тачни да види што се носи во школа и таква работа. Пак вела, таа координација меѓу полицијата, училиштата, психолошко-педагошките служби и родителите, ја истакнува исклучително значајната улога на родителите во секој случај. Како една порака на општеството и на сите потенцијални сторители на вакви кривични дела, што треба да се случи со оние кои што извршиле ваков чин? Знаете, границата меѓу здрава особа и болна особа е многу тенка. Психопатите, во принцип, се неверојатна категорија. Каде што дел и во литературата, особено во медицинската литература, велат дека се болни, ментално болни личности, дел викаат дека се здрави, заради тоа што се исклучително луѓе без совест. Значи, човеки од најмал возраст па до на. Тоа се луѓе апсолутно без совест. Затоа што да се осудам, да убијам толку луѓе, знаете, сепак има проблем многу. Пораката е, пак се навраќам на овие светски истражувања, да се створи близок, пријателски, родителски контакт меѓу децата. Семејството да направиме да има што помалку семејно насилство, да има помалку насилство врз децата, заради тоа што на таков начин мислам дека ќе го подигнеме степенот на заштита како на самите себе си, така и на родителите. Добро, и што да се случи со причинителите на убиства во случајов на масовно убиство? Како да бидат санкционирани? Од овие истражувања се разговарано е само со 5 доживотно осудени. Доживотно осудени. Сите други се или елиминирани, или се самоубили. Значи, нема најстроги казни во секој случај. Најстроги казни. Проблем се малолетниците, каде што е ограничено, согласно законот, знаеме кои се категориите на малолетници, меѓутоа во секој случај би требало многу добро да се работи, ама првенствено е да не се дозволи вакво нешто да се случи. Многу близко ни се случи масовно убиство, сочувствуваме со соседите, особено сега секој живот е драг, нели, меѓутоа особено затоа што се случи со малолетни деца. Постои ли опасност нешто такво да се пренесе кај нас? Да, постои. Домино ефектот е многу чест во вакви ситуации. Важно е да се преброди првиот месец од после настанот и да сите ги отвориме очите за било какви девијантни однесувања на деца. Како да реагираме на сите оние пораки кои што децата во шега веќе почнуваат да ги пишуваат имињата на другарчињата кои што им пречат? Би требало да се реагира, би требало да се пријавиш, да, веднаш да се реагира, заради тоа што пак тоа е отворено така силно да се разговара со децата, да полицијата да се преземе целата функција и да се ги среди тие работи.